Кој од вас ги сака животните? Гледам дека сите сакате животни. Каде живеат животните? Нестор? Животните живеат, некои живеат во шума, некои ги чува човекот. Како се викаат тие животни што ги чува човекот? Мефаил? Тие животни се викаат домашни животни. Така, а тие животни што живеат во шумите, во топлите далечни земји. Ајде, Симона. Шумите што живеат се викаат диви животни. Така, денес ќе разговараме за домашни и диви животни. Сега ќе препознаеме некои од животните. Кој е домашно животно е ова? Ајде, Симона. Ова е домашно животно коњ. Добро, ајде да видиме друго. Какво е ова животно? Мефаил? Ова животно е диво. Како се вика? Зајак. Зајак, добро. Ајде. Кое животно е ова? Ајде, Елмас. Ова животно е лав. Каде живее лавот? Лавот живее во далечните топли земји. Така, добро. Ајде да видиме. Какво е ова животно? Симона? Куче. Дали некој од вас има куче дома? Добро, значи многу ги сакате животните, штом си ги чувате и дома. Од навика по патот ја содам, со него без синџирче го водам, но одеднаш парко него снем. Каква корист човекот има од кравата? Рамизе? Човекот има корист од кравата за млеко, кожа и месо. Да видиме. Од кравата човекот добива месо, млеко и кожа. Добро. Во кои работи коњот му помага на човекот? Ајде, Елмас. Конјот му помага на човекот, бидејќи од него има корист. Тој му носи товар и тешки работи. Така, ајде да видиме прашањето и одговорот. Коњот му помага на човекот за носење товар и влечење тешки работи. Што добива човекот од кокошката? Симона? Човекот од кокошката добива месо, јајца и Да видиме. Од кокошката човекот добива месо, јајца и пердуви. Така? Кој се грижи за дивите животни? Мефаил? за дивите животни никој не се грижи. Тие си се грижат сами за себе. Добро. Брав, дивите животни се грижат сами за себе. Каде живеат мечката, волкот и лисицата? Нестор? Мечката, волкот и лисицата живеат во шума. Мечката, волкот и лисицата живеат во шума. Браво! Најде